Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добро дојдовте во неделното издание на Гласот на народот. Речам неделна доза, бидејќи Гласот на народот оди во вторник, а викенд магазинот во петок, со оглед дека 16 април или уште 8 дена до тој ден Д, ја ќе го наречам по кој пат и реков, си дадов збор, секој ќе ве не опоменам, ќе ве замолам да ги искористите вашите можности и прилики како суверен на вашиот глас. И вие владеете со демократијата во држава и дека ова се последни избори за Македонија. Велам, како сакате разберете ми, најмакедонски ви се обраќам. Бидејќи после овие избори Македонија нема да ја биде. Да, стојам за оваа изјава. Зошто? Бидејќи Македонија е заробена држава, тоа го потврди и куќата на слободата Freedom House. Поголем печат од тоа нема, а претходно да не ги редам сите други. И затоа во контекст на овие престојни, да речам, паралелни избори, председателски па парламентарни, еве рековме на 8 дена доаѓаат председателските, за 2 дена стартуваат парламентарните. Сакам да упатаме на еден предлог, сфером дека ќе го прифатите заедно со мојот соговорник. Овие избори представат обединување или разединување на Македонија. Ќе му посакам добро вечер и добро дојден на неговата екселенција Маријан Ѓорчев. Амбасадоре, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и добро најдов. Привилегија наистина, без куртоазност. Ми значите многу и како амбасадор и како пријател, со оглед дека се знаеме децени. Меѓутоа го пренесувам и гласот на народот со тоа што уживаат да ве слушаат, уживаат да ги прифатат вашите пореки кои наистина значат алтан. Зошто? Дадовте ни интересна изјава, велите географијата е проклетство, а политиката е судбината. Во една прилика му поставија прашање на господин Стојан Нандов што е политика. Од ова дистанца од години сме во медиумите и у политиката малтени индиректно или директно. Не знаеш ли, молчеше 3 секунди во етерот е празнина, е темница. И еве ова изјава ми даде за право да велам како го доживувате се ова воедно, два воедно. Проклетство и судбина. Па тоа е во основа дефиниција на меѓународната политика, на тоа што представува синоним за она како се обидуваме ние како Република Македонија да се вградиме во тој европски и светски меѓународен поредок, каде што географијата е нешто што е неизбежно, ние мораме да бидеме тука. Тука сме на овој простор, заедно со нашите соседи и пошироко во Југоисточна Европа. Истовремено сме дел од светскиот меѓународен поредок во рамките на Обединетите нации. И сето тоа да биде на некој начин представено пред македонските граѓани внатре и пред другите граѓани на светот надвор, ние мораме преку политиката да изградиме едно представување на Република Македонија кој што ќе биде афирмативно, ќе биде честно, ќе биде принципиелно и ќе да се обидиме да представиме Македонија онака како што треба да биде. И во тој контекст судбината и географијата се допираат и унисонот помеѓу тие две категории возможува ние навистина да одиме напред или пак да чекориме наназад како што се случува сега во последните 7 години. Зашто се смеам баш вртал со тоа проклетство, чув да Боже, кажу викам што тако е некој проклетен во Македонија, па се ова да не се случува, да меѓу себе немаме никаква кохабитација, немаме нека синергија за да ги совладиме сите искушенија што ни се наметнуваат со еден збор, ако ми дозволите. А врзано пак со географија, врти случај пак географски поем со одредницата, прво да речеме со поранешна Југословенска република, па ова северна или октрирана и така натаму, но еве да ведам конкретно на темата за дали треба да има обединување или разединување на Македонија со овие избори што јас ги викам историски, не само народот ги доживува и народот повикува што масовно да излезат и да гласат за промена на овој политички амбиент кој веќе носи во амбис се повеќе и повеќе.
Па е сосема известно дека во овие последни 7 години, точно од 31. мај 2017 година, се случија процеси во Република Македонија кои што значат разградување на македонската државност. А тоа е пред се обидот на ова актуелна политичка гарнитура, најнапред представена преку председател Заев во тоа време, министерот Димитров. Сега главни протагонисти на таа политика се председателот на владата Ковачевски и пред се преговарачот за Европската унија Маричич и министерот за надворешни работи Бојар Османи. Тоа е една политика која што се зема за право како политичка елита без вољата на народот, без консултацијата со народот, да носи некои според нив во наводници храбри пресудни одлуки за Македонија, храбри чекори, кои што не носат не во амбис, туку едноставно неповратно. Ние веќе дојдовме до една точка од која што назад нема враќање. Така. И во тој контекст овие избори се многу важни, затоа што ако сега не се постигне на некој начин да ги убедиме македонските граѓани дека продолжување на овој пат кој што беше трасиран од страна на коалицијата СДСМ и ДУИ и нивните коалициони партнери, вклучително со поддршка на председателот Пендаровски, многу силна поддршка, дури би рекол и поддршка која што не приличи на председател, затоа што тој беше само човек кој што аминуваше на сите одлуки на премиерите Заев и Ковачевски, дека мора да се стави крај на една таква непринципијална, недоследна, неавтентична македонска политика и да дојдат луѓе кои што Македонија на некој начин ќе го доведат македонскиот брод во мирно море, кај што ќе може да се вратиме на изворните принципи на политиката, на она што представува реципроцитет во меѓународните односи, на она што представува почитување на пресудата од Хаг од 5 декември 2011 година, дека Македонија никој не може да спречи да се вклучи во било која меѓународна организација во тоа време под референцијата ФИРОМ, на оно што представува нашето членство во Обединетите нации, нашето кандидат членство, нашето европско партнерство од 2008 година, нашето подпишување договор за соработка и стабилизација и асоциација во 2001 година на 9 Сме први од сите држави. Западен Балкан, значи Па и Централна Европа, од Чешка, Словачка и така натаму, значи први. И што вас онда, ако ми дозволите, амбасадоре, членот 11 и 12 од Интерм акордот привремената спогодба јасно стои дека втората страна или првата, кому даде нашиот јужен сосед, не смее да оневозможи Македонија да се инкорпорира во меѓународните организации НАТО и Европска унија под БРМ. Токму затоа и пресудата на меѓународниот суд во Хаг е многу децидна, 14 суди гласа за, еден беше воздржан и тоа е фактички универзален код на владење на правото. Македонија го доби универзалниот код на владење на правото. Сосема друго е што одредени европски политички лидери, многу силни, си зема за право да прават политичка интерпретација на владење на правото и Македонија едноставно ја пренебрегна таа пресуда и Македонија ја оставија на некој начин на маргините на тоа што представува процесот на проширување. Неоправдано и нецелисходно и на некој начин, би рекол, спротивно на тие принципи, европски цивилизацијски принципи. Чиј е тој суд? Молам? Чиј е тој суд? Судот на кој што го формира сите членки на Европската унија. Значи Европски суд. Меѓународен, а признати од многу други држави, не е признат од Соединените американски држави, не е признат од Бразил, не е признат од Кина, не е признат од Русија. Но тие земји кон кои што ние сега се упатуваме, Британија веќе излезе со Брексит, но тие другите 27 членки кон кои што ние сега упатуваме апел да бидеме членка полноправна, како кандидат членка од 2005 година, како членка која што од 2008 година добива едногодишни извештај за својот прогрес, за структурните реформи што ги прави да се доближи до Европа, да го прилагоди својот национален систем кон европското аки, кон европскиот закон. Тоа значи дека ние сме отишле многу далеку напред, меѓутоа има една стара кинеска дефиниција, Конфуција ја кажува, ако одите многу далеку напред, за да отидете далеку напред, треба да патувате многу. Но кога ќе патувате премногу, тогаш ќе сватите дека почнувате да се враќате назад. Ние сега почнавме да се враќаме назад, затоа што едноставно многу болни беа реформите,
23 години јас сум учествувал и како дел Секако. од македонската Секако. влада, дел од македонскиот парламент и ние изгубивме вложивме огромна енергија, изгубивме во тој европски простор. Колку одредници ги исполнивме, се сеќате со еврокомесарите кога ги редевме? Апсолутно да збориме за комесарите кои сакате Рен, Оли сакате Рен, да. Баросо, сакате Юнкер, со кои сакате еве. Ги исполнивме и сите високите- одредници и бенчмарк. високите комесари Солана, Могерини, еве сегашните овие министри за проширување, сегашниот Вархеј, претходно Хан. Ги исполнивме. Ма се што беше од нас А освен побарано, тоа, амбасадор, ако ми дозволите, 2015 кога дојавме меѓународна оценка, поддршка од Европската унија, Македонија ја спаси Европа од наезда на мигрантите. Значи безбедностниот механизам го спаси Македонија. и тоа без никакви скенери за детектирање на окото, на зеницата на окото, кои што биометриско детектирање, кои што возможуваат тие вистинските терористи за кои што Европската унија, нивните институции, оние безбедност имаат апсолутно софистициран систем како да детектираат. Милион луѓе поминаа преку македонската граница, без никакви инциденти во Република Македонија, безбедно беа сместени, безбедно беа транспортирани од Гевгелија до Табановце, безбедно на некој начин со мали исклучоци имаше некои проблеми со одредени мигранти, како и во секоја земја, но ако од милион луѓе кои што вие сте ги на некој начин преупатиле, доколку сакаат да останат, тие некои од нив и останаа, но тие сте ги упатиле. Нема желба да останат. Македонија беше атрактивна држава. Но ние не сме членка на Европската унија, не сме кандидат членка, се извршивме својата задача и дојде признанието во Солун од членките Бугарија, Грција, кои што признаа дека Македонија си ја заврши својата работа како што треба. Дали сите овие работи, сите овие одредници, треба Македонија да обедини по секој основ, имајќи факт дека фактичката ситуација во која сме денеска, прочитав, многу задолжуваме некои нови обврзници, пак милионски суми, и имајќи факт дека сме предзадолжена држава, имајќи факт дека Светска банка најави опасен пад, нема никаков раст, 2,5. Тоа е минимум што се постои. Значи, не одиме никаде со оваква политичко неоднесување и неработење, но се носење на државата се подолу и подолу. Од друга страна, народот доживува една работна карпата, нема никаква екзистенција. 500.000 луѓе живеат со $2, $3, со 200 денари на ден. Која е дрскост, амбасадор, или еве народот прашува дали е дрскост или е предизвик да се бара мандат од народот и да бидеш дефинитивно сигурен дека ние доаѓаме, се мисли на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, а другите се русофили и ја носат државата во криправица. Па самиот чин на кој што тие се однесуваат кон македонскиот народ покажа нивниот однос по прашањето на референдум во врска со Преспанскиот договор. Тоа беше 30 септември 2018 година. Значи референдумот си покажа. Излегува 630.000 македонски граѓани, од кои што 20.000 гласаа против, 610.000 беа за тоа Македонија. Не го помина прагот. Значи требаше да излезат околу 850.000. Значи тоа беше 50 плюс 7%, за да може да биде референдум. Што Зоран Заев призна дека не е тие потоа го употреба формулата, тој не бил задолжителен референдум, тој бил само консултативен. Меѓутоа во уставот точно се знае за такви клучни прашања кои што за оно што представува името на државата, границите на државата. Тоа не е за булевари, не е за нешто се работи за есенцијална вредност на државна вредност и тука веќе тие нема никакви аргументи, меѓутоа тие така лесно преку тоа поминаа дека тоа било само го консултирале народот, меѓутоа како политичка елита решиле дека подобро е тие да решат да го усвојат во собранието со знаеме на кој начин со тие 8 пратеника од ВМРО ДПМН не го направија тоа. Им недостасува 8 пратеника и ја спроведува таа, би рекол, на некој начин недостојна, недолична, непринципиелна манипулација со пратениците во македонскиот парламент и донесува една одлука која што е спротивна референдум. Моје мислење е, со таква една политика на негирање на вољата на македонецот, и анкетите кои што истражувањата кои што се реперни од сите македонски куќи кои што кажуваат дека над 70% од македонците кои што се субстрат на оваа на македонската држава како национален субстрат, како македонски народ кој што живее тука. Кој нема друга алтернативна држава. И делови од други народи кои се чувствуваат
кои што се дел Од државјанство. Македонија, апсолутно, меѓутоа си имаат своји матични држави, Секако. како што тие се дел од друг народ, меѓутоа имаат своја матична држава во Албанија, во Србија, во Бугарија, во Турција, и во тој контекст, со сета почит кон нив, македонците јасно беа загрозени со сите со тие и со бугарскиот договор, и со преспанскиот договор, и во некоја нормална, би рекол, ситуација, атмосфера, еден правилен уставен суд би донел една одлука да се поведе прво една уставна иницијатива во догледно време, дали промената на името е противуставна, и ако Уставниот суд го реши тоа, низ политички процедури, во договор со меѓународната заедница, пред Обединетите нации и Европската унија, да се разреши едно горливо прашање како е тоа можно под притисок на една политичка елита да се изврши таков еден чин во кој што вие правите на некој начин нешто што е спротивно на вољата на македонскиот народ. И токму затоа тие немаат легитимитет сега да бараат доверба од народот, затоа што едноставно го излажаа. Го излажаа за договорот со Бугарија, лична креација на Заев и Димитров, го излажа за договорот со Преспа, лична креација на Заев и Димитров со Коцијаси и Ципрас. Грците го добија тоа што го сака, ние го добивме тоа што ни остана. Не го исполнуваат тој договор. Гледаме дека наметната е со еден, да речем, на присила да се менуваат патните исправи, но се утворија документите дека страна на господата Бујер Османи не ја прифати иницијативата на опозицијата да се пролонгира се тоа на продолжувањето на документите, бидејќи со оглед дека се обелодени господинот Милошевски, предпоставам, исправете ме, ја обелодени таа тајна, да речем, во секој случај, колку тоа е коректно во секој случај конституциониот народ по државјанство, бидејќи, да речем, пород не. Бујер Османи повеќе велат вашите колеги мисли за Албанија и за Косово отколку за Македонија. Министерот на надворешни работи на Република Македонија во однос на она што представува неговата улога во владата и во она што представува неговата мисија како представник на Македонија во дипломатијата, неговото присуство И заклетвата што ја чита кога стана министер. Абсолютно, неговото присуство во Брисел, неговото присуство во Вашингтон, неговото присуство на ОПСЕ, тука во Скопје, го става во улога да биде репрезент на македонски национални интереси. И ништо повеќе, ни една држава. Ако тој се залага при одредени средби, например во Шпанија беше во посета, во кој што се залага Шпанија да го признае Косово, затоа што Шпанија е една од 5 членки земји на Европската унија кој што не го признава Косово. Ние како Македонија, јас лично исто немам никакво предубедување дека одреден референдум кој што го изгласал, кој што го оправдал судот на правдата во Хаг, како што го ја донел пресуда позитивно во корист на мојата држава Република Македонија, нема зошто да не ги почитувам пресудите на судот, на меѓународните судови. И така треба. Меѓутоа, вие да се залагате како представник на суверениот македонски народ, пак ќе кажам, го представувате вие, македонскиот народ кој што ви го представувате, за признавање на Косово е во најмала рака невкусно. Зашто Косово си има своји тела, си има свој председател, си има свој премиер, тие исто така контактираат со Шпанија, контактираат со Кипар, контактираат со Словачка, со Романија, земји кои што не ги признаваат и се борат тоа што треба да го направат. Но ние од една страна имаме неблагодарна улога, не само што односно тие кои што во оваа улога беа 7 години, да се обидуваат да решаваат прашања за кои што тие не се повикани. Тоа не е наша работа. Наша работа е ние да имаме добри односи со Косово, добри односи со Србија, со Албанија, со Бугарија, со Грција како наши соседи и впрочем со сите други земји од Југоисточна Европа, од Европската унија, од Обединетите нации. Тоа е задачата на македонска дипломатија, а не да лобира за туѓа територија, за туѓа држава, независно дали припаѓате на овој или оној етникум. И да загрузите политиката добрососедска со други држави во соседството, например, тоа беше со Србија, со која да бидам искрен имаме добри билатерална соработка. Да подсетиме, се сеќавате во времето на пандемијата 2001 или која беше 2020 или 21 20-та 19-та, кога некои талентирани политиканти шурува, правеа аванти, значи контрабанда за и околу шверц комерц со вакцините, народна забелешка, преку некои приватни фирми во Сингапур, и останавме наши македонци и породи државјанство умираа
се сеќавате, а немавме вакцини. Во невреме, на 15 јануар, лично председател Вучич и Брнабич донесоа. Ова го кажам како пример што немавме од друга страна. Нашиот источен сосед ни даде секоја чест едно апче да наде, благодар, меѓутоа компаративно гледано. Некои близери 12, колку беа кампенизони. Значи, гледаме дека каква ни е намената од нашето соседство. Че речете на подарокот не му се гледат во очите или во устата, но како и да е. Дали треба да имаме такви дипломати кои треба да создадат јаз меѓу соседите? Апсолутно е погрешно, значи ние да градиме политика на поделба на соседите на пријателски и непријателски земји. Од причина што Македонија е биолошки центар на Балканот, Од секојаш. биолошко срце, и таа пулсира, морам за жал да кажам, во ритмот на агентурските артерии. Од сите држави тука во Македонија. И затоа е потребно, пазете што е потребно во Македонија. Ние сме земја која што е многу во минатото била присутна во агендите на сите овие наши соседни земји, како една земја која што треба да биде предмет на освојување, предмет на асимилација, предмет на негација, предмет на Јаболко на разор, не случај. Да, апсолутно, како што кажа Вилјам Глестон, големиот британски политичар, ако постои Голгота на Европа, тогаш тоа Голгота е во Македонија. Така. Е во Македонија. Но, пазите што се случува. Ако ние сме членка на НАТО во време на ковид кризата. Ако вие вашите специјални единици, волците, шкорпионите, тигрите, ако вашите здравствени работници не можете да ги вакцинирате, а вие имате ваши представници во телото на НАТО, имате представници во Брисел и не можете да обезбедите 7, 8, 10 илјади вакцини за клучните луѓе што држат Македонија, тоа е специјалните единици, безбедноста, луѓето во разузнавањето, луѓето во здравството, клучните луѓе, тогаш вие Какви политичари сте? Тогаш вие каква политика водите. И дозволувате во тие 3-4 месеци место да ударите на масата и да кажете слушајте, ние не бараме милионски суми, ние бараме 10-12 илјади вакцини кои што треба да ги добијат македонските одбранбени сили, безбедносни сили кои што беа повикани да реагираат во времето на ковид кризата и особено здравствените работници. И ние ги добивме како членка на НАТО, тоа е парадоксот, нашите воени единици кои што учествуваат во мисиите Алтеа, било каде по светот, како членка на НАТО, бевме вакцинирани со вакцини кои што беа донесени од Република Србија, која што не е членка на НАТО. И тоа е парадоксот на македонската политика. Значи, тоа е парадоксот на македонската политика, дека на таков начин покажуваме колку сме слаби, колку сме нејаки, таму каде што сме членки, да удариме на масата, како што во Советот на Европа членуваме, и никогаш нашите амбасадори таму кои што биле редици наред не станале и не го покренале прашањето на непризнавањето на пресудите 16 се сега во моментот, ама се 30 и повеќе, затоа што Советот на Европа, бугарските, заради невозможувањето на колективните граѓански права на бугарските граѓани со македонска етничка самосвест кои што живеат во Бугарија. Пазете, вие тоа право го имате. Никој вас не ве спречува вие секоја седница на Советот на Европа да покренете прашање кој е ставот на челниците на Советот на Европа, на сите членки за такво едно флагрантно кршење на оно што представува есенцијата на Советот на Европа. Значи, тоа е главни есенцијални прашања, копенхашки критериуми, на европските принципи, на повелбата на Обединените нации, на се што значи најсилен фундамент или пилар. Советот Европа клучно треба да биде грижа за човековите права и граѓански слободи, и таму и подписници сме на Конвенција за национални малцинства и ние, и Бугарија, и сите тие кои што, да речеме, членуваме во Советот на Европа. И токму затоа таа наша политика е толку фрагилна, толку невкусна, би рекол, во тие институции, особено за времето на овие 7 години, толку поданичка кон соседите, како кон Бугарија, така и кон Грција, и тоа овозможува... На што се должи тој клиентелизам? Па се должи на тоа што... Лични интереси? Па не би рекол толку лични интереси, колку не мука е да се разбере улогата на политичарот на македонската политичка сцена. Дека тоа не е само демонстрација на добра кројка на одело или не знам што, стоење мирно која ви доаѓаат високи достојници од светот, да покажете знамето на државата, да покажете доблест и да кажете, видете, ова е држава, можеби сме малечки и Словенија, мала е Естонија,
Мала е и Латвија, тука се колку Македонија. Да, и Тие се те- дури и и то помали од територија, нас. да. Мал речок и Кипар, и Малта. Еве ги споменувам државите Да. кои што се мали, меѓутоа кои што знаат да удрат на масата и кои што знаат И да кажат, не, да стоп, кажат тука non стоп. pasará. Ова нема да помине. Ова е наш национален словенички интерес. Па и Хрватска е мала. Имаме ние такви 3,8 политичари милиона. на 7 години. Ја влече, го тераме разговорот да не бидеме стреј да речеме ајде сега изборите кои што се неминовни. Тоа се врзани за околу председателските избори, име председател, екс официо, кој гледам да бидам по дефолт се сретнал, си направил фотоалбум. Имаше еден исто министер кој не јавуваше ништо, простете ме амбасадор, ви сте амбасадор, имаше доста активности, ова не се куртуазни фрази. Бевте во Бугарија, значи имаше активности ваши. Имаше еден ваш колега кој испраќаше само разгледници. Поздрав, да не го кажам градот, ќе го препознаеме. Дали треба таква дипломатија да водиме, тако политички ангажмент? Фактички председател на државата, гледам се сликал со папата, се слика со сите да ги бројам и вели јас сум креатор на бугарскиот документ, на договор, и дека јас ја носам Македонија во Европската унија, а останатите во изолација. Каква е таа храброст? Колку тоа лицемер или хипокризија? Прво, Македонија не е однесла напред тие договори, двата договора во Преспа, во Нивице и тука на црквата Свети Спас во Скопје на 1 август 2017 година, тука вратија назад. Јас само ќе кажам дека Македонија со Бугарија преговара од дипломатски односи, например, после признавањето на Република Бугарија на 15 вечерта 15-16 јануари 1992 година, ние со Бугарија успеавме после сите сили и харибди околу 93 година одлуката на Бугарското собрание дека не може договорите да бидат подпишани на македонски јазик, зашто тие не го признаваат македонскиот јазик. Успеавме 99 година како држава, говорам како држава, во една влада во која што бев и јас, да направиме договор со Бугарија на равноправна основа. Добро, вие не го признавате македонскиот јазик да биде ставен како дел од тоа кој ќе се подпише премиерот, председателот. Да. Дајте тогаш да направиме реципроцитет, па ние исто така не го признаеме во таа гола форма бугарскиот јазик, туку тоа ќе биде договор и подпишано согласно Уставот на Република Македонија во тој момент и согласно Конституцијата на Република Българија во тој момент. Така. Значи, вие велите, во Уставот е нашиот јазик македонски, во вашата Конституција вашиот јазик е бугарски, ние мора да имаме равноправност во меѓународните односи. И тоа ни овозможи да подпишеме 56 меѓународни билатерални договори со Бугарија, да немаме застој. Таму немаше неравноправност во тој договор. Значи, ние рековме, Уставот и Конституцијата. Тоа се минималните точки на разбирање. И втора работа, со Бугарија ние разговаравме 30 години на база на премолчани вистини. Тие не смееја во разговор, јас сум бил председател на групата на македонско-бугарско пријателство. Значи, кога ќе отидете во Бугарското собрание, првото прашање што тие ќе ви го постават, ќе ви кажат нормално куртуазија, нели, сите ние знаеме по нешто да кажеме за бугарската култура, тие за македонската, за бугарскиот јазик, тие за нас, за бугарската, да речеме, химна која што отиде во космосот, Вања Балканска, Дељо Хајдутин, излегол Дељо Хајдутин, нели, да се пофали тоа како еден светски бестселер, нели, тие од нивна страна да кажат, но во секој ќе им кажете, тие прво што ќе почнат ќе ви кажат, дајте за се да разговараме само не за македонското малцинство во Бугарија. И секој од македонска страна беше одговарано реципрочно, добро, но тогаш нема да го допираме вашиот став за македонската нација и за македонскиот јазик. Да ги елиминираме негативностите кои што постојат меѓу нас, да разговараме за иднината, да разговараме за прогресот, да разговараме за патиштата, да разговараме за енергијата, да разговараме за туризмот, да разговараме за се што представува за спортот, економската соработка, инвестиции на Бугарија во Македонија, вие сте силни во IT технологијата. Тоа, например, го прават, впрочем, Србија и Бугарија. Србија и Бугарија немаат договор за пријателство и соработка. Зошто? Затоа што Србија и Бугарија се договорија. Имаме доста проблеми со бугарското малцинство во Србија и со тоа што вие не признавате одредени права кои што ги имаат србите во Бугарија. И тие заклучија двете држави принципиелно на рамноправна основа дека е подобро да бидат соработката без договор. Тоа требаше да го направи и Македонија. Меѓутоа, травелмекерите, тоа е Зоран Заев, мораме со име и презиме, амбасадоре, бидејќи
злосторникот и билостразник се кажува со име и презиме, како вика, за секој има име и презиме, за секој дејание. Еве колку не го гледам, не се појавува. Дали ова е една играрија, една тактика со математика, љубам тој термин да го потребам, бидејќи све е математика. Председателот Иванов малце со забелешка на народот и на експертите вели зошто доцна се појави со бројката. Вели името е продадено за 15-150 милиарди евра или долари еквивалентно. Од друга ситуација, амбасадоре, интересно, имаме Google Translate. Кажете Македонија, Маседонија, или како да речеме, стиснете, че добиете збор мајка на светот. Напишите, не правам кој верите, ова не е карикирање, напишите што значи Хонда, ќе ви каже црпнат од нивата. Ова не е виц, ова е вистина. Кога сме кај такви политичари кои се представуваат, дали таков субјект, така наречен политикант, заслужува внимание и треба да се бара одговорност од таквите политичари кои ден денеска се резултанта на ова што сме денеска. Јас повторно ќе кажам, ако имаме ние македонските граѓани, пред се говорам, сега во името на македонските граѓани, јас сум македонски граѓанин и мислам дека ако ние македонците имаме доволно свест, ако имаме доволно општествена одговорност, ако имаме доволно социјален капитал, ние ќе мораме да го покренеме пред Уставниот суд, да го покренеме прашањето прво на таа одлука која што е од моја гледна гледање нелегитимна и спротивно на Уставот на Македонија, кој што е рбет на правниот македонски систем. Тоа е првата работа. И втората работа, за такви одлуки кои што се противни на војата на народот, се сносат и одговорности во законот. И тука треба да се бара одговорноста на луѓето кои што без поддршката од народот, како политичка елита, која што во репрезентативна демократија злоупотребиле својата положба и покриени со одлуката во собранието, да, точно, колективна одговорност, донеле одлука со 80 гласа, меѓутоа јасно каква донеса со тие 8 пратеника, ги извадија од затвор и ни прекинува кривичните постапки. Да, тендери ги да се и на некој начин успеа да реализира таа голема цел со тоа што се само себе илустрирале и ослободиле. Да, сега во тој начин, на таков начин, тие луѓе кои што тоа е велепредавство. Дали геноцид, еден некад дипломат? Тоа е велепредавство на македонските државни и национални интереси. Седен подпис уништуваш. Се уништува нешто што е градено, пазете, Македонија не е милениуми. Не е поим, да, точно со милениуми, со илјадници години од неолитот, па преку антиката, преку средновековието. Че не го земат за ова. Велите му ова преку средновековието, па не видите, вие сега ако одите на Google ќе видите многу работи каде што. Па затоа кажав, пишете Македонија, ќе кажат мајката на светот. А пишете, прашав ја, јапонци прашав, што значи Хонда, вели црпнат од нива. Оти Хонда е мотор, автомобил, кој се теренски возила и се добри за... Зборуваме за одговорност. Одговорноста треба секојаш да бидат кај политичарите за клучни работи. Видете, ова на некој начин беше наша капитулација во односите со Бугарија и со Грција. Со Бугарија се направи еден билатерален договор кај што ние паднавме многу ниско и ги прифативме сите бугарски. Пазите, јас Бугарија ја разбирам. Не ја оправдувам, ја разбирам. Тие сакаат да си ги постигнат своите стратешки интереси. И во тоа успеја. Ама успеја со помош на луѓе кои што им служеа во нивната кауза и кои што се дрзнаа до таму да ги поништат. Ние со Бугарија преговаравме 6,5 години за тој договор. Така. И секогаш бевме за трите спорни точки, секогаш беа одбивани и бугарите секогаш го разбираа нашето одбивање, затоа што тие разбираа дека тоа е праведно, дека ние бараме едноставно да имаме еднаква позиција. Кога вие се согласивте да бидете, еве јас да се согласам сега да седам долу на подот, а вие тука на столчето, тоа е мој избор. Така. Да седам долу. И тука ние се согласиме да бидеме долу на подот, тие да седат на столчето и да ни диктираат да ревидираме нашата историја, да го туторизираат нашето образование, да променат нашата колективна меморија низ социјален инженеринг и тоа ништо, како што велат сега, тоа ништо не значи, тоа е само прогрес, патување да го согласиме нашиот македонски вредносен систем со европски. Па имате измечари тука, напојничари. Еве само ќе ми дозволите. Затоа одговорноста голема. Да, ќе ми дозволите, го знаеме сите, лично го познаваме и вие и јас и македонската јавност, ние блиски, блиско го познаваме господинот Љупчо Георгиевски, поранешен премиер,
поранешен председател на ВМРО ДПМН, сега председател на Народна партија, коалиционен партнер на Социјалдемократскиот сојуз и на Ковачевски. Во една прилика на една социјална мрежа и интернет телевизија даде една изјава, по повтор пат, и предизвик ме да ме прашам, можеме да додиме таа изјава, што значи за Лјупчо Георгиевски инкорпорирање на бугарите во Уставот. Режим? И сега конечно доаѓаме сега. Значи, сега, гледате, ние имаме релативно проблем кој јас го викам не е ни проблем. Голема работа покрај 6 други делови на народ да ставиме уште 2 народи или 3. Ма ние целиот историски конфликт со бугарите го седевме на малцински, проблем. На малцински проблем. Бугарите ко малцинство да се во Уставот и македонците ко малцинство еден ден да бидат во Уставот. Баш кога не зборуваме дека ова е дури поделба, сакаш еве ти си македонец, или си бугарин. да биде бугарин, така е, нели? Референдум, сега си попис, 3000, на попис наредните прават. избори ќе бидат 30.000. Ја загрозува тоа Македонија? Апсолутно. Не ја загрозува Македонија, така? Ние дури Зборот поделба, самото збор поделба и бројката што ја мултиплицира, вели дека тоа се 300.000. Колку е одговорност, еве неказниво што има Македонија е закон неказнивоста, што е спротивно законот, нели? Значи вакви изјави да даваат поранешни премиери на држава, истиот што вели дека конгресот на ВМРО ќе биде во Солун, значи го креваше апетитот на македонизмот максимално, да наеднаш. Затоа ја прашам амбасадоре, дали ова државнички, дали ова морално, етично и македонски ако се чувства. Меѓутоа нема таква самовит, рекол дека се чувства поинаку. Во контекст на Лјупчо Георгиевски, јас како негов поранешен долгогодишен соработник само можам да кажам дека тој е еден ингениозен политичар кој што секогаш имал една, би рекол, малку поинаква верзија на политиката од едни обични политичари кои што имале еден би рекол обичен пат во политиката. Неговото гледање на работите е малце поинакво, но тоа мора да му се признае дека тој е конзистентен. Ако ги гледате неговите говори од 90-та година до сега, тој е конзистентен во смисла на еден концепт на развој на Македонија, кој што подразбира малце поинаков поглед од она што да речеме беше во 90-та година погледот на СКМ, ПДП, погледот на Социјалистичка партија, погледот на Либералната партија, на реформските сили. Значи, во тој контекст го разбирам и ова дека решавањето на проблемот на бугарите ќе помогне да изградиме еден подобар однос во Македонија во смисла на градење на заедништво на сите делови од народ на кои што живеат во Македонија, независно колку се по број, меѓутоа едно се заборава тука. Не е проблемот бројот на народот и не е проблемот промената во Уставот. Проблемот е преговарачката рамка. Значи за таа димна, за таа завеса од магла се крие нешто многу поголемо. Во преговарачката рамка ние во членот 5 сме се обврзале покрај Копенхашките критериуми и овие, како се велат, договор за стабилизација и асоциација, ние имаме проблем со меѓурегионалната соработка и добрососедските односи со договорот почитување на договорите со Грција и Бугарија. Тоа е стапицата во која што ние влегуваме. И ако ние таква рамка прифатиме, ние однапред сме осудени на бесконечно патување кон Европа. Зошто? Затоа што Грција и Бугарија секогаш ќе можат да не блокираат, освен ако Европа не даде гаранција, она што го бара сега во моментот програмата на ВМРО ДПМН, да даде Европа гаранција дека идентитетски прашања не може да бидат предмет на вето. И втора работа, Европа да даде уште еднаш одговор на она што представува, например, да даде начин, како што најде начин за Украина, препораката да почне преговори. Нели Орбан и Шолц пијат во време на војна, во време на војна и во време кога нема територијален интегритет Украина. Апсолутно. Сега тука Европа може да најде начин покрај гаранциите, покрај финансиската помош на Македонија во рамките на Западен Балкан заедно со Србија, со Албанија, со Косово, со Црна Гора, со Босна, со заемите од 2 милиарди евра простете гранти, 4 милиарда евра заеми, да го дигаме нашиот економски потенцијал регионално. Апсолутно. Морам уште неколку минути, неколку 6 минути, ама најтаксативно. Значи морам да му укажам една почит, благодарност на вашиот колега Зоран Дабич, кој се спротивставил како член на синдикатот на вас колегите амбасадори и на МН со
против господинот Бујер Османи, кој дефинитивно не водел никаква конзистентна, професионална надворешна политика. Во контекст на ова ве молам, Ваша Екселенцијо, морам да ве прашам за за губењето на кадрите, на интелектуалната потенција, на здравството кое е руинирано од страна на ова ненародна власт, народна забелешка. Од друга, морам и тука да ве прашам кој е вашиот став за еден еминентен професор доктор Сашко Јовев, кардиохирург со светски бренд, носени квалификати, единствен меѓу единствените кардиохирурзи кој може да оперира на цела планета Земја. Значи не од такви што купуваат, простите ми, дипломи на секакви универзитети, како и премиерот што замина, вел дека бил Харвард, каде? Не да кажа никаква документација, вел дека само кондурите се ги прошетал. Но како е вашиот став за такви еминентни луѓе што ги изгубивме, што е избркано од работа? Денеска на улица се преку колку изправете ми 400, колку се приватни стажанти, доктори кои ќе си заминат. Ве молиме на кус оценка за тоа. Што да кажам? Значи целото дали треба еден Сашко Јовев да биде сите обществени подсистеми, значи за тоа ќе почнам. Обществената надградба, културата, здравството, образованието, сето тоа што представува спорт, сето во Македонија е уназадено, здравството најмногу. Зошто? Имавме договор за клинички центар со италијаните да се направи, беше дури презентирана таа мапа. Импозантен, прекрасен. Се прекраши тој договор, се направи некој проект за клинички центар некаде во околината на Скопје, кој што предизвика раскинување на договор со италијаните, тужба која што не чини милиони и милиони евра заради тоа. Пенали же платил. Имавме народни пари. Имаме пожар во модуларната болница за кој што никој не одговараше во Тетово. Тоа е здравствен проблем. Збориме за здравството. Говориме сега за Сашко Јовев. Да. Имате човек кој што беше 9 трансплантации. Бренд на државната кардиохирургија. Пазете, едно е приватна кардиохирургија, друго е државна кардиохирургија. Так. Во таа државна кардиохирургија тој направи да биде репер за македонското здравство, со неговата стручност, со неговата компетентност, со неговото знаење, и тој човек наеднаш е сменет без никакво образложение. Тоа е показател како клиентелизмот, како долните, би рекол, невидливи работи на луѓе кои што работат, ја употребуваат Македонија за своји лични користољубиви интереси, луѓето кои што нешто вредат, кои што дават за Македонија, ги оставаат на некој начин на маргините и тие на еден начин ќе се заменат од Македонија. 2 милиона долари донесе грант од Светска банка, хибридна амбуланта, значи без со извадено срце да може да екзистира пациентот. Амбасадоре, многу ви благодарам. Навистина, без некаква куртоазност, знаете зашто? Еве како истекоа 45 минути, значи немавме никаков сленг да кој што некој ужива да збора. Значи докажавте дека сте политичар, дипломат пар екселанс. Еве, тоа е мој став. Кој како сака нека го прифати, меѓутоа магистрират за дипломатија им знам, мене тоа е пример и да научам и јас нешто од вас во дипломатски тонус и покрај тоа што сум 44 години во медиумите и 30 години во дипломатскиот живот. И благодарам уште еднашка, ви посакам добро здравје и успех и нови избори, верувам дека ќе се дружиме и во наредните емисии. Почитувани, еве дојдовме до крајот на вечерашното издање Гласот на народот, обединување и разединување на Македонија. Неговата екселенција Маријан Ѓорчев даде на експлицитна и директна дефиниција што значи Македонија во дипломатските води и однесувања. Бите ми живи здрави, тука се слушна, ви се видел со одговорниот уредник, на ваше барање ќе се репризираат емисиите наши што ги имаме не емитувани и на YouTube кренати вечерва. Гледајте ни во 12 на полноќ и секако редовните репризни издања во петок, ќе ме ултра ексклузивно како вечерва емисијата наша вечерва со Слободан Томич. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.